Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, почитуван министре за економија и труд. Јас денес имам едно прашање до тебе, пред да го поставам прашањето. Во суштина мислам дека и знаете зашто ќе ви поставам прашањето, што е сега актуелно во овие неколку денови. Всушност, вие исполнувате едно огромно ветување од вашата предизборна кампања, тоа е забрана на коцкањето, ама арно некако не баш како што го ветувавме, тоест ветувавте и затоа треба денеска да разговараме за тоа. Во суштина постојат моменти во секој општество кога политиката мора да даде еден клучен одговор, а тоа дали економијата служи и постои да му служи на човекот или човекот е сведен на суровина од која се изведува профит. За нас, левичарите, одговорот е јасен. Апсолутно постои целосна деперсонализација на политиката, бројките го диктираат тоа што вие го правите, а не човечкото достоинство. Но најстрашното е што токму денеска ќе зборуваме за бројките, а бројките се поразителни. Во суштина, филозофската дилема дали треба еден министер за економија да се бави со сирови бројки и така да ја води економијата, или па треба да се води по потребите на човекот, тоа можеби е филозофија за привилегираните, но за нашиот народ кој секојдневно се соочува со аритметиката на секојдневието, мислам дека одговорот е јасен. Одговорот е јасен во смисла дека се додека имаме политички представници кои бројките им се поважни од луѓето, тогаш ќе имаме и општество каде што се распаѓаат семејствата и јавното здравје е се полошо заради кризи кои ги овозможува вашата влада, меѓу другото како јавната криза со патолошкото коцкање. Но за привилегираните кои го гледаат ова низ призма на тоа што може да добијат, не е доволно само да се посочи човечката болка. Кога се фокусираме на бројките, ги забораваме човековите односи, тоест човечките односи позади тие бројки, фамилиите кои се под притисок, работниците кои се во долгови и селувањето во Македонија, и таков е всушност примерот кој произлегува од казината и игрите на среќа. Кога една економска гранка не произведува храна, не прави фабрики, не гради, не создава нова технологија, не ја зголемува продуктивноста, меѓу другото кој ви омилен аргумент дека работниците не се продуктивни, не, владата е непродуктивна. Па вие не ја зголемувате продуктивност. Како ја зголемувате продуктивност кога дозволувате цела индустрија за коцкање да постои? Значи не се проблем од работниците, не човече, владата е проблем. Владата ни дозволува да постои сектор кој не ја зголемува продуктивноста во економијата. Напротив, тој не отвара развојни перспективи, туку својата добивка ја темели исклучиво врз загуба. Целиот модел на коцкањето е колку може повеќе да загубат тие кои учествуваат во коцкањето. И тоа е целиот модел кој ние дозволуваме во Република Македонија да постои на оваа скала. А сакам да ви кажам дека не секоја економска активност е неутрална, па не би имале кривичен закон и како цела секоја економска активност е неутрална. Мора да поставиме некаде граници, на нешто не може да се профитира. Некаде ќе мораме да ги заштитиме граѓаните во Република Македонија. Тогаш станува збор за системно организирана економска екстракција на богатството на нашите граѓани во приватни профити. Коцкањето не создава нова вредност, не ја зголемува општествената благосостојба, не го мултиплицира трудот. Напротив, неговата суштина е во тоа што приватниот профит расте пропорционално на човековата загуба. Колку повеќе семејства губат плати, губат заштеди, колку повеќе нашите граѓани губат плати. Сите тие изгубени плати можеме да ги најдеме во графите за профит кај овие компании. Нивниот профит пропорционално еднаков на колку можат плати и пензии да истицаат од нашите граѓани. Во најчиста форма, ова економски модел во кој зависноста не е несакан ефект, туку предуслов за профитабилност. Ова економска дејност почива на зависноста која ја предизвикува. А кога надежта се продава како комодитет, тогаш тоа е најчиста експресија на економија која профитира од човековата мизерија.
Затоа што ова не е прашање на личен избор и индивидуален морал, не, ова е прашање на политичка економија со која вие управувате. Ова индустрија не цвета таму каде што има многу пари, почитувани министре, не туку таму каде што има многу малку надеж. Зошто коцкарниците ни се во населби? Зошто у Шуторизар има коцкарници? Зошто у најбедните делови на нашата држава има коцкарници? Пошто има таму пари? Не, нема надеж. И тоа ги предизвикува нашите граѓани да влезат во овој маѓарски круг. Ајде да ги видиме бројките, почитуван министре, за 2025 година. Во Македонија, во казината, автомат клубовите и спортските облажувалници биле уплатени 2,83 милиарди евра. 2,83 милиарди евра. Ова не е идеолошка конструкција, министре, ова се многу страшни бројки. Да ја разбереме тежината на оваа бројка, тоа е околу 39% од сите депозити на домакинствата во македонските банки. Тоа е нешто помалку од 30% од вкупниот јавен долг на државата кој вие галопирачки го зголемувате. Тоа е сума која е поголема од огромни инфраструктурни проекти, како например сумата која вие планирате да ја бризгате во коридорот. Тоа значи дека со други зборови, во една единствена година, во индустријата на коцкање имаме бројки кои се споредуваат со најголемите макроекономски агрегати во Република Македонија. И што добива од државата од тој толкав обрт? 280 до 300 милиони евра годишно за лиценци. Значи, вие ни 10% не можете да вратите во буџетот од парите кои се директно истицани од платите и од семејствата на нашите граѓани. Што правите, побогу? Како ви се нормални овие бројки? Мене не ми е јасно. Уште по-алармантно е тоа што не дозволувате да се влее нормален износ на пари назад за граѓаните понатаму. Се останато представува приватизиран профит и општествено социализирана штета. Се останато представува изгубени плати, задолжени семејства, нарушено ментално здравје, уништени бракови, детска несигурност и растечки јавни трошоци за здравствена и социјална заштита заради кризата која вие ја произведувате. Значи, ние мораме социјална политика сега во иднината поактивна да имаме заради кризата која вие сте ја создале или па за кризата со јавно здравје со која се соочуваме сега. И крајно, најстрашното можеби, што ако ја видиме собственичката структура на овие фирми, тие компании се врзуваат со Австрија, Чешка, Србија, Холандија и офшор юрисдикции. Тоа значи дека македонските плати, македонските пензии, македонските заштеди завршуваат во Австрија, во Чешка, во Србија, во офшор юрисдикции. Зошто? Затоа што имаме влада која не ќе да ги заштити своите граѓани? Тоа е одговорот. Нема друг одговор. Како, побогу, сите пари на македонските граѓани дозволувате да се цицаат надвор од државата? Вие, човече, ја извезувате Македонија. Дел по дел, кришка по кришка, денар по денар, човек по човек. Ке успеете да ја, не знам, да ја изгаснете оваа држава со овие политики. И во маѓарски круг работниците понатаму запаѓаат во долгови. И тоа вие го знаете. Овој феномен е поврзан со брзите кредити, поврзан и со конвенционални кредити во банките. Но богатиот човек која ќе загуби, тоа може да биде ексцес. Обичниот човек која ќе загуби, тоа е загубена кирија, загубена храна, загубен школски прибор и многу очај за семејства кои се распаѓаат. Дали владата има представа дека не е проактивна за ваков огромен обрт на пари, за структура на собственост која на годишно ниво одлива македонски пари во странство? Дали е морално оправдано да се одржува сектор кој не создава нова вредност, туку систематски го претвара трудот и надежта на граѓаните во корпоративен профит? Прашањето е во суштина реторичко, затоа што сите го знаеме одговорот. Но моето прашање, министре, е
како вашата коалиција ВЛЕН дојде од целосна забрана на казината до тоа да ни го сервира истиот закон како дуи во 2023 година. Ви благодарам.